Здраво дечки, добродојавте во ова продолжение на претходното видео, значи на претходното 10 видео во кое што зборувавме за padding изван маргин од бокс моделот во HTML и во ова видео ќе се надврземе на истото. Ајде најпрвин пред да започнеме да ви покажам уште една доста интересна работа, што заборавив да спомнам во претходното видео. Да видиме како со помош на маргините едноставно може да наместиме некој елемент да не биде во средината. Па да доделиме некој ширина, width на овој елемент, нека има 300 пиксели и тоа ни изгледа нешто вака. Како што гледаме сега, овој елемент не ни ја сафаќа целата ширина, тука има некоја дефинирана ширина што е 300 пиксели во овој случај и сакаме овој елемент да не биде на средина. Значи, тоа може да го направиме со помош на маргините. И рековме првата вредност ни е 0, ни е за горе и долу, сакаме на хоризонталната оска, значи да не биде во средината, така да може да речеме 20 пиксели, гледаме тоа е малку, па може 50 и тоа е малку, речеме 300, тоа е многу, 200 и така натаму, значи да го подесиме, гледам дека ова не ни работи. Значи на мал прозорец ќе иде многу десно, кога ќе го зголеме ќе биде многу лево. Значи гледам дека тоа не е идеално решение. Што ни доаѓа овде како помош е нешто што се вика alt. Значи докато искористиме ова вредност овдека, а не да доделиме конкретна вредност, што ќе ни направи нашиот браузер во позадина, значи ќе ни пресмета целиот простор што го имаме од страната на самиот елемент, значи од лево и од десно, и ќе ни го подели еднакво на двете страни. Па кога ќе го сачуваме ова, како што гледате, сега елементот ни се наоѓа точно на средина. Дури докато го зголемам, го намалам, значи гледате дека тој стои цело време на средина. Ова ќе го тргнем сега, бидејќи ни треба, ова width нека остане и да видиме малку повеќе за тој бокс модел што го споменав, значи да го зголемиме нашиот прозорец, ќе го затворам ова, значи за да ги видиме тие developer tools, кликаме десен клик или било каде на веб страницата или кој сакаме елемент да го отвориме, ќе кликнем на овој div овдека, кликам на inspect и ова ќе ми го отвори овој прозорец со селектиран овој div што имав кликнато десен клик на него. Од овие табови, докато имате нешто друго отворено, значи отворете го овој елемент таб. И докато овдека скролнете под ова овдека styles, ќе видите нешто вакво. Значи ова ни е тој бокс модел, значи како ни изгледа. Како што гледате, има во средината некој контент, кога дојдам со маусот овдека на ова, што гледате овдека ми го селектира самиот контент, што е самиот текст. И што гледате тоа ми ова, надвор од него имам padding, гледате има 20 пиксели велики во случај padding. Како што гледате кога дојдам со маусот на ова ми се селектира paddingот, потоа надвор вели дека има бордер и надвор бордерот има маргини, како што гледате кога дојдам на маргин ми се селектира овој просторот овдека, бидејќи тоа ми е во овој случај маргин. Значи тоа е целокупниот бокс модел како изгледа во HTML-от. Да го затвориме ова. Не ова, тук не требаше ова. Што се случува? Грешен прозорец. Везе. Океј. Да продолжиме малку натаму, да продолжиме понатаму и сакам да ви покажам уште нешто интересно. Ајде на ова, освен да му доделиме и некој height од 100 пиксели. И што гледате, нашиот елемент сега претпоставуваме дека има ширина од 300 на 100 пиксели, докато дојдеме десен клик inspect елемент и дојдеме овдека на самиот елемент и гледаме овдека димензиите се пишени, не ни се 300 на 100 пиксели, туку имаме 340 на 140 пиксели и од некаде имаме по екстра 40 пиксели на двете страни. Тоа е бидејќи во овој случај така ни е подесен во нашиот браузер да ни функционира пресметувањето на големината на нашиот елемент, односно во
висината и ширината на нашиот елемент влегува и падингот и доколку имаме и бордер. Значи, рековме има во овој случај ширина од 340 пиксели, значи од двете страни по 20 пиксели. Значи, кога на овие 300 пиксели, ќе додадеме од лево 20 пиксели и од десно 20 пиксели, тоа се 340. Исто и за висината. Имаме 100 пиксели и 20 пиксели од горе 120 и 20 пиксели од долу, тоа се 140, токму таа бројка што имаме тука. Докато додадеме и бордер, граница на нашиот елемент, вака се додава бордер, во една линија тоа би изгледало вака, најпрво имаме боја, потоа имаме тип, значи од боја ставаме било боја, немаме ни запркен ништо, велиме solid, тоа е најчесто користен тип, има дашт, има дот и така натаму, значи за ова подетално ќе зборуваме во некое видео понатаму и потоа имате ширината на самата граница, ставиме 10 пиксели и што гледате ова ми додаде некоја граница околу нашиот елемент. Докато дојдем сега со маусот, гледате дека 360 ни е ширината, 300 плюс 20 од лево 320, 20 од десно 340, границата од лево 10 пиксели 350 и границата од десно 10 пиксели 360, исто и за висината 100 плюс 20 и 20 140 и плюс уште 10 и 10 за границата, тоа ви се 160, ако не се лажам. Да. За да го избегнеме ова, постои уште едно property, овде што може да го искористиме, тоа се вика box sizing. По дефолт ова вредност ни е content box. Докато оставиме ова, тоа што гледаме ништо не ни се менува. Или докато ова го смениме на другата вредност што не беше понудена, а тоа е border box, ќе видиме дека нашиот елемент ни се намали. И докато дојдеме со маусот овде, гледаме дека сега димензијата на истиот е 300 на 100 пиксели, односно она што навеле ова, и што тоа значи во овој пиксел, во овој случај, во овој пиксел, е тоа дека кога наведеме вака ширина и висина на нашиот елемент и потоа кога имаме падинг, тоа ќе биде значи во рамките на овие 300 пиксели, значи ќе се калкулира колку да има простор, ќе одземе 20 пиксели, ќе додат 20 пиксели за да биде, значи од width ќе се одземат по 20 пиксели од двете страни и тоа ќе биде за падинг, за бордер исто ќе се случи по 10 пиксели и така натаму, со што значи димензијата на нашиот елемент би останала ова што сме ја навеле тука. Доколку имаме нешто вакво, елемент, гледате дека значи ја намалив висината на самиот елемент на 50 пиксели, а ќе намалим уште на помала, на 10 да речеме да биде. И кога ќе дојдеме со маусот овдека, гледаме дека тој упорно ни вели дека тој ни е 60 пиксели, иако овдека имаме речено border box, меѓутоа тоа е бидејќи висината на нашиот елемент не може да биде под тие 60 пиксели, што се 20 за падензите од двете страни 40 и бордерот од двете страни 10 и 10 и тоа се 60 пиксели. Значи имате на ум кога додадуваме вака висина, значи мора да имаме некоја посоодветна бројка. Уште една работа што сакам да ви ја споменам е дека под дефолт нашиот браузер има некои дефолтни вредности за маргини и некои други работи. Така да во многу случаи ќе видите, значи во многу туториали се прави ова, се користи значи дефолт, односно all селекторот, звезда селекторот и овдека го ставаат ова border box, box sizing border box, со што велат сакат сите елементи да му направат override на ова box sizing од content box во border box. Значи со ова кој што гледаме сега сите елементи ќе ни се однесуваат вака, односно во width и height ќе влезат и самите padding, бордери што и да имаме. Исто така многу браузери имаат некој дефолтен padding за некои елементи, така да ќе видите често имате и нешто вако тука, padding вели 0, и исто така може да приметите и во нашиот случај дека иако нигде не имаме наведено дека сакаме да има маргина од левата и десната страна на овие работи, сепак имаме некоја маргина, тоа е поради тој дефолтна вредност за маргините, се извинувам. И тоа ќе го презапишеме и тука, ќе ставиме 0 за маргин и сега гледаме дека секи ни се залепи во горниот лев авол и значи практика е секој
CSS документ што го креирате да ви се почнува некако вака, значи да ги презапишете овие две вредности и box sizing да го промените од content во border box. Така да дечки, мислам дека за ова видео тоа би било тоа. Уште еднаш да ја потсетам доколку не ви е тешко и доколку сакате да видите во текст со сите видеа што ги постирам, кликнете на subscribe и на тоа notification копчето што го имате. Доколку ви се свиѓа видеото, кликнете на лайк, доколку не ви се свиѓа, кликнете на дислайк, секако и тоа е опција. Пишете некој коментар доколку имате прашања и слично, па се гледаме во некој наредно видео. Поздрав!